Здруженијето на просветни работници денеска во Занаетчиски дом организираше бесплатен семинар и интерактивна работилница за наставници од основните и средните училишта во општина Куманово, насловени "Обединети во различностите". Настанот е со цел да се разменат добри практики и да се споделат интерактивни активности применливи во различни предмети за толеранција, разбирање, мултикултурализам и инклузија од регионалната конференција одржана неодамна во Велика Горица, Хрватска, на која представници на Здруженијето на просветни работници добија награда за најдобар образовен штанд Македонски мозаик. Здруженијето на просветни работници додели благодарници на општествено одговорни компании од Куманово за несебичната поддршка за учеството на регионалната конференција, како и на медиумите. Во соработка со Фотоклуб Куманово денеска беа изложени 30 фотографии од градската хроника 505 години Куманово, изложба промовирана пред еден месец во просториите на клубот. 7 наши представници беа учесници на 7-та регионална наставничка конференција, која што неодамна се одржа во Велика Горица, Хрватска. Тоа беше наше прво искуство на кое што учествувавме со образовен штанд, кој што беше награден. Штандот носи наслов Македонски мозаик, додека два наши представника, колешката Милица Тимчевска, беше реализатор на работилница таму и јас бев поканета како панелист. Токму по овој повод, сакајки да споделиме и да размениме добри практики, да ги споделиме сите активности што ги проследивме, ги реализиравме на образовната конференција, ги поканивме наставниците, просветните работници од општинските основни и средни училишта на денешниот настан, а тоа е бесплатен семинар и интерактивна работилница на тема "Обединети во различностите". Се пријавија вкупно 74 наставници и директори, кои што веќе се тука и очекуваат да започнеме. Настанот го организираме во 2 дела, свечен дел, со цел да се заблагодариме на сите општествено одговорни компании кои што не поддржаа во работата и во реализација на сите активности поврзани со регионалната наставничка конференција, на вам, медиумите и секако на другите помагатели и поддржувачи, без кои што ништо не би можело да се оствари и да се реализира. Со оглед на бројот на пријавени, на големиот интерес, секако дека недостасуваат вакви обуки. Ретко имаме можност да бидеме поканети на бесплатни обуки, семинари, кои што се можно значени за личниот професионален развој. Присутните учесници, кои што денеска ќе останат во работниот дел до 14 часот, сите ќе се стекнат со сертификат за учество на ова работилница, кој што верувам како истекнатите знаења и компетенции ќе им помогне во подобрување на квалитетот на наставата и понатаму. Искуството е бесценето, прекрасно, затоа што имавме прилика со наставници од поранешните југословенски републики да се вмежиме, да размениме добри практики и искуства. Конкретно јас имав прилика да бидам дел од една интерактивна работилница со колешки од Хрватска, Бања Лука и од Косовска Каменица, каде што дизајниравме една заедничка работилница на тема меѓусебна поддршка, разбирање и толеранција, со активности кои денес ќе ги презентираме на нашите наставници од Куманово. И се надеваме дека истите ќе најдат примена во нивните училници. Има ли разлика во образованието од поранешните југословенски држави или се уште останато нешто од поодамна? Разлики има, меѓутоа доста е и останато од тоа како порано бил конципиран образовниот систем и убаво е да има разлики, што значи има прогрес. Она што е заедничко и што беше заедничко на конференцијата беше ентузијазмот и љубовта со кои наставниците пристапуваат кон работата. И тоа е тоа што ја одбележа конференцијата. Бев индиректно запознаена со сите процеси кои следеа пред големиот настан во Хрватска и знам и сигурна сум дека секој што го представува Куманово, секој што ја представува Македонија се чувствува многу горд. Прекрасни изработки, прекрасна презентација од личности, преку носи, преку народни инструменти, преку музика, преку кирилица, преку јазик, преку самите личности на кои што јас лично како председателка, како дел од вас просветни работници многу сум горда. Навистина сме лавина, лава како што велат лавина, како што велат хрватите лава ние, затоа што
образованието колку и да велиме дека е маргинализирано, меѓутоа е навистина моќ. Од нас само зависи дали ќе направиме добри генерации, колку со личен пример ќе покажеме како треба да се сака Македонија, како треба да се сака градот, како треба да се сака семејството, пријателите, другарите, колегите и колку тимски треба, како вие сега што работите, тимски да работите за една единствена цел за подобра држава и подобри на нашите деца.